Вчера во 19 часот за прв пат во Кавадарци во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе без посебни свечености беше поставена изложба на дела од кавадаречки и тиквешки ликовни уметници. Се работи за слики од приватни колекции. Ова е прво вакво издание на ваква изложба во Кавадарци, наменета за љубителите на ликовната уметност и секако за колекционерите на убавата уметност. Идејата трае од поодамна, синоќе беше дебитанскиот обид, но за жал не многу успешен. Се надеваме во иднина на заживување на оваа благородна идеја и се надеваме поголемо отварање на вратите на приватните колекционери, чии слики би можеле да ги купат или да не ги набават други љубители на уметноста од Кавадарци. Идејата е за поздрав, меѓутоа се уште е рано за Кавадарци да зборуваме за вакви отворени изложби на кои може да се набави или да се купи слика. За жал ги немаме ниту галериите каде што можеме на ваков начин да дојдеме до добра уметничка фотографија, односно слика. Се надеваме, заради тоа што е Кавадарци уметнички град, дека во иднина сликата, уметничката слика или било која уметничка креација ќе биде многу подостапна до љубителите на уметноста. Сепак вниманието на изложбата ни го привлече штандот на уметнички дела, изработени на стакло и керамика на нашата сограѓанка од село Ваташа, Даница Пендева. Успешна беше нејзината уметничка креација и затоа ни го привлече вниманието да направиме разговор со неа. На изложбата во Домот на културата ја затекнуваме Даница Пендева, која не изненадува моја генерација, инаку не изненадува со едно нејзина уметничка, би рекол, експресија или импресија, како сакате. Така и вие каже, која техника е и од каде поводот, од каде причината да се занимавате со оваа работа? Повод за оваа техника ме натера бидејќи многу ме заинтересира оваа техника за изработка на декупаж. Каде ја научивте? Ја научив во Солун. Таму живеев подолго време и одев на курсови за изработка на тањири, шишиња. Исклучиво стакло или може и порцелан? Може и порцелан, може и пластика. Се изработува со посебна техника на оризова хартија. Колку време ви треба за едно уметничко дело? Зависи од кое уметничко дело е. Може 5 сати, може 6 сати, ама техниката се изработува не во исто време. Треба работите да се суше нешто, затоа што има тука лепаци, има други работи што треба да се засушат. Малку знаат кавадарчини дека некој од градот се занимава со ваква работа. Да, во Македонија не е застапено. Сега нешто почнува така, ама не во ваква технологија на изработка декупаж. Каде можеме да ги најдеме вашите дело, освен тука сега во Кавадарци за 8 март? Па се на мојот мобилен телефон. Можете да им испорачате по порачка некои работи? Да, може и по порачка. Техниката е многу убава, многу релаксира во изработката, те смирува и така. За вакви пригоди е сега вистински подред. Да, за 8 март.